Власта на Советите е воспоставена низ цела Русија брзо и со малку жртви, со триумфален марш по оценка на Ленин. Оружените акции на непријателите на револуцијата околу Петроград и во Москва кон крајот на 1917 завршија со пол неуспех. Бунтовите на донските, уралските и кубанските козаци ги чекаше слична судбина. Со централните сили е договорен прекин на непријателството, започнаа мировни преговори. Милиони напатени жители на Русија беа исполнети со верба, во мир, внатрешен и надворешен, ќе започнат изградба на ново општество. Меѓутоа, на тој за нив толку потребен мир му се закануваше опасност од повеќе страни. Покрај тоа, непосредните последици од војната насекаде со тешко бреме го притискаа секојдневниот живот. Колку подлабоко Русија навлегуваше во 1918 година, редовите за храна по градовите стануваа се подолги, снабдувањето се посиромашно. Многумина бегаа по селата, каде што сепак полесно се доаѓаше до храна. Во таква состојба, советската власт вложуваше големи напори најпрвин да ги згрижи најмладите. Дали стопанското распаѓање и прехранбената криза ќе продолжат или не, во голема мера зависеше од исходот на мировните преговори. Тие започнаа кон крајот на 1917 година во Брест-Липовск, мал град на полско-руската граница. Советска Русија бара мир без анексија и контрибуција. Германските и австро-унгарските империалисти обратно. Ленин знае дека треба да се попушти заради моменталниот однос на силите. Соочена со диктатот, Советска Русија се откажа од Полска, Украина, поголем дел од Белорусија, Балтичките покрајини, Финска, дел од Закавказието и се обврза на исплата на големи војни оштети. Тоа се услови што ги наметнуваше мировниот договор, подпишан во Брест-Липовск на 3 март 1918 година. Со таква многу скапа цена земјата на Советите на крајот излезе од Првата светска војна. Дел пред и дел по настапувањето на мирот, централните сили ги окупираа сите подрашја од кои се откажа Советска Русија, меѓу првите Украина, главната руска житница, каде што се уште постоја значителни залихи храна. Окупаторите насекаде ги урнаа советите и им ја доверија управата на контрреволуционерите од редовите на поседничките класи. На работниците им наметнаа касарски режим, на селаните големи реквизиции. Од окупираната Украина во пролетта 1918 година го помогнаа новиот бунт на донските козаци, вешти на оружје, одлични коњаници, кои станаа најопасна сила на белите непријатели на револуцијата. Во почетокот на 1918 година е формирана работничко-селанската црвена армија. Народниот комесар на војската Троцки разви трескавична дејност со цел што порано да ја претвори таа армија во силен и воодушевен штит на револуцијата. Иако презафатен со државни партиски работи и Ленин на тоа му посвети големо внимание, давајќи и стратегиски, теоретски и идеолошки основи на одбраната, настојувајќи да ја обезбеди на Црвената армија поддршка од целата земја. Меѓутоа, пред таа да нарасне и доволно да зацврсте, контрреволуцијата ја започна својата прва општа офанзива. На југ, со побунетите козаци настапуваа мали, но многу борбени сили на заколнетите непријатели на болшевиците. Кон средината на 1918 година, само за неколку недели е соборена власта на Советите на огромните пространства од Средна Волга до Пацификот. Противниците на револуцијата лесно го постигнаа тој зачудувачки успех, бидејќи Советите таму беа слаби, потпрени на оддалечени претежно мали пролетарски оази. Белите стекнаа широка основа за поход кон срцето на Советска Русија. Од незините центри забрзано се движеа возови со црвеноармејците, кои на белите требаше да им го попречат патот.
Od proleta 1918. na ruska počva pristignuva novi nadvorešnji pomoćnici na kontrrevolucijata. Vo Vladivostok japonski, anglijski, amerikanski jedinici. Vo Murmanski, arhangelski, isto tako anglijski, amerikanski i francuski trup. Daleko na jug anglijski odredi vlegova vo Baku i ruski Turkestan. Taka sovjetska Rusija se najde vo golem obračna stranska intervencija, zatvorena među silite na dva kapitalistički bloka međusobno zavojuvani, a tuka su jedinjati so cel da se uništi opasniji od primjer što go davaše oktobrijskata revolucija. So niv na pomoć i natamo niknuva antibolševički vladi. Vo Samari desni socijalisti. Vo Omsk duri i monarhisti. Vo Arhangelsk socijal-revolucionero Čajkovski pregovaraše so britanski ambasador Sir Francis. Haotični odvitel na najrazličnijim uniformi, znamenje i paradni čekori izgledaše kako svojeviden mozaik, komu kolorit mu dava pojedinečnite interesi na učesnicite, stopuvajki se vo jedinstvena bojana intervencija. Osven što be opasen primjer, Sovjetite trebaše da se uništat, bidejki gi objavija tajnite na dogovorite na golemite členki na Antantata, od koje sve to dozna deka vistinskite celina sojuznicite se osvojuvanje tuđi zemlji. Bidejki odbija da gi prizna dolgovite na carskata i buržaska Rusija. Bidejki gi nacionalizira site banki i golem industrijskih predprijatija, a so to stranskite kapitalisti odjednaš zagubije milijardi vloženi vo eksploatacijata na ruskite surovini ili pozajmljeni na carskata i buržaska Rusija so golemi kamati. So pomoć na mnogobrojni interventi vo zemljata se oblikuvaše prostran bel teror, rastrgan među sprotivnosti koje vključuva jedinstvena programa, povrzan so opšto neprijateljstvo kon revolucijata i dlabokite promjeni, koji ta, počituvajki ki paranjata na masite, ki donesla. Na taborot na belite, pokraj oficerite, golemo posednicite, kapitalistite, mu pristapува i sveštenstvo to, predvodeno od patrijarhot. Nivno zajedničko delo be armijite, vtor potesen ognjen obrać okolo sovjetskata teritorija. Gi vodat bivšite carski generali, Denikin, Vrangel, Kolčak, Kornilov, Kaledin, Judenić. Vo to strašno krvovo oro što se razbranuva niz ogromnite prostranstva na Rusija, se vmeša i anarhistite. Za pogolem broj odniv, crvenite i belite se skoro isti, sakar vlast jedna nova, drugi stara. A na anarhistite neposjedan ideal im je bezvlastijeto koje obično go ostvaruvac obrabuvanje i razni drugi nasilstva. Na jug, Ukrajina so godinike pustoši mešanicata na anarhizam, na selanski banditizam. Leninovite jednostavni zborovi gi uveruva vojnicite na mladata Crvena armija. Povtorno mora da se vojuva zaradi opstanok na Rabotničko-Salanskata republika. Nема да биде лесно, предупредува Ленин. Непријателите сватија дека револуцијата не дозволува веќе да се изгради, се надмудри, дека со неа треба да се води војна на живот и смрт. И таква војна се развива, долга и исцрпувачка. На едната страна, белите, тие настапуваат со цел на руските благородници и буржуазија да има повратат власта, богати позиции, големопоседите и дворците, банките, рудниците и фабриките, дивидендите, рентите и каматите. На другата страна, црвените, кои ги води идеалот за општество без експлоатација, сиромаштија и нееднаквост, во кој работниците и селаните нема да бидат добиток за работа, живи предмети, нечија глина. Во текот на целата граѓанска војна, главна цел на белите армии ќе биде Москва, која повторно станува главен град. Во неа во 1918 година имаше малку леб, светлина, облека и огрев, но животот на црвената метропола, не само политичкиот, туку и културниот, течеше брзо и бурно.
Моćниот бас на Шаљапин ја одушевуваше новата публика од фабриките и касарните, на која револуцијата ги отвори широм вратите на сите културни установи. Од големата сцена на Бајшој театар, Шаљапин настапува на импровизирани сцени, поетите од салоните и списанијата слегуваат меѓу масите. Сергеј Есеин го прима Октомври како разбудување, преобразба, спас на селото. Поетите понудуваат не само стихови, туку и манифести и програми, различни меѓу себе, дури и непријателски. Луначарски, народниот комесар за просвета, предупредува дека во името на револуцијата не смее да се згази културното наследство. Максим Горки, колеблив пред Октомври, под негово влијание се враќа во скутот на болшевизмот. Владимир Мајаковски, борбениот трибун на футуризмот, се фрла во виорот на револуцијата, трудејќи се песната да ја сроди со политичката агитација. Стиховите ја поддржуваат правда. 1918-та, таа е централен орган на болшевиците, нивниот глас во земјата и во светот. Чест гостин во редакцијата Нова списание е американецот Џон Рид, чија книга за Октомври, 10 дена што го потресува светот, ќе го обиколи целиот свет. Власта на Советите, како некогаш Париската комуна од своите први денови, води битка за просветување на масите, војна против неписменоста. Најдобрите дела на светската и руската литература се издаваат милионски тираж. На крајот на 19-тиот век во Русија само 20% од возрастните жители знаат да читат и да пишуваат. До 1917 година поголем напредок се постигна само во градовите. По упатствата на Ленин и Луначарски се организира огромна мрежа на алфабетски курсеви. Припадниците на неруските народи и народности се описменуваа на своето национално писмо и јазик. Во средината на 1918 година, кога се одржа петиот конгрес на Советите, пред болшевиците се појавија нови непријатели, леви есери. Иако во првите месеци советската власт работуваше со партијата на Ленин, неспособни за трпелива револуционерна работа и како противници на Брест-Литовскиот мир, решија да го искористат Конгресот на Советите како удар против болшевиците, преземање на власта и раскинувањето на мирот со централните сили. Ленин воопшто не пречувствуваше што се готви. Меѓутоа, во сето тоа беше добро упатена Марија Спиридонова, член на најтесното водство на левите есери. Заедно со Конгресот започна и првиот чин на затвор. Убиен е германскиот амбасадор грофот Мирбах. Атентатор левиот есер Блумкин. Веста за ова убиство стигна до Конгресот. Ленин веднаш го живоса како кобна авантура, чија цел е да ги поттикна централните сили да ја обноват војната против Советска Русија. Тој и најавува решавачки отпор на левоесерската неодговорност. Набргу започнува вториот чин на заговорот. Левите есери и војните единици под нивна контрола се зе до неколку важни пунктови во Москва. Истовремено десниот есер Борис Савинков, вешт конспиратор, кој порано со години ја мачеше царската полиција, авантурист кој долго се извлекувал од рацете на Советите, го потпали фитилот на новиот заговор на белите офицери во средиштето на Советска Русија. Групите на Савинков излегоа од илегалност и започнаа вооружени акции во градовите на Подмосковието. Јарослављу, Ејбинск, Муром. Во Москва гори главната железничка станица, на југ пламти Поволжје. Во Москва, председателот на ЧК, вонредна комисија за борба против контрреволуционерите, Феликс Чержински, стигна во рацете на заговорниците, како и некои други истакнати болшевици. Во противакција итно се упатени одреди на ЧК и доверливи воени единици. Нивните напади се брзи, силни и успешни. Левоесерскиот бунт е совладан. Партијата на заговорниците наскоро се распадна. Со малку повеќе напор се ликвидирани и бунтовите на белите во околината на Москва. Советската влада се заложи и успе Брест-Литовскиот мир да не се раскине,
спречувајќи така обновувањето војна со Германија и со незините сојузници да ја загрози револуцијата. Некои од фатените заговорници се стрелани по кратка постапка. Повеќето се пуштени, другите стигнаа пред револуционерниот трибунал. Уважувајќи ги заслугите на левите есери во борбата за царизмот и подосна во октомвриската револуција, судот ги казни со кус затвор. Пресудите нема да бидат благи кон другите затвореници, белите и нивните помошници, десните есери, кои уште во октомвриските денови им се приклучија на непријателите на револуцијата. Кога нивните заговори пропаднаа, започнаа со атентати. На 30 август 1918 година есерката Фања Каплан тешко го рани Ленин. Мораше да се прибегне кон црвен терор. Во меѓувреме, со неуморна енергија понатаму се изградуваше црвената армија. Се јавија многубројни способни команданти. Фрунзе, кој ќе го врати знамето на револуцијата на Урал и во Сибир. Буџони, главниот творец на црвената конјаница. Селскиот партизан Чапаев, чија дивизија ќе се прослави во борбите меѓу Средна Волга и Урал. На Долна Волга Ворошилов. Сталин и Орџоникидзе организираа тврдокорна одбрана на Царицин. Моторната сила на војската на револуцијата секогаш беа болшевиците. Десетици илјади се слеа во црвената армија за од стари и нови војни обврзници, како и од доброволците, да обликуваат заднина, решителна и воодушевена одбрана на револуцијата. Требаше да се води борба со збори и со дело против дезертерството, паниката, недисциплината, ограбувањето, крвавата одмазда, локалните ограничености, националните предрасуди, а често и против прикриените или отворените предавства. Авторитетни и истакнати болшевици одеа во посета на единиците. Калинин, председател на Централниот извршен комитет на Советите, по раната смрт на Свердлов им зборуваше ленински едноставно со јазик кој ќе ги подсетуваше на родното село или на другарите од фабриките. Единиците често ги посетуваше и Лениновата сопруга Надежда Крупскаја. Многу војници, како и селаните кои од околината доаѓаа во црвеноармејските логори, за прв пат тука се сретнаа со сценската уметност. Импровизираниот театар најчесто им прикажуваше едноставни слики од класната борба во која самите учествувале, им ги толкуваше нивните сопствени интереси. До фронтовите стигна и филмот, се уште многу млад, и како и театарот им разјаснуваше на црвеноармејците зошто всушност се борат, ги храбреше да издржат и уверуваше дека победата не е далеку. Храброст и истрајност во таа борба навистина требаше многу. Силите на благородничката и буржуаската Русија со поддршка на самонаречените социјалисти се бореа со очајничка смелост. Секаде каде што дојдоа војските на белите, теророт триумфираше. Во Сибир атаманот Ањеников ги ликвидира сомнителните, но и оние кои му дадоа премал подкуп. Генералот Розанов за еден убиен бел стрелаше 10 заложници. Селата за кои постоеше сомневање за врска со болшевиците најчесто се изгорувани до темел. Во Екатеринската губернија на Урал, белите камшикуваа околу 200.000 луѓе, а убија над 25.000. Белиот терор неминовно го поттикнуваше црвениот, кој меѓутоа ги погодуваше припадниците на некогашните последнички класи, малцинството на општеството. Да ги прикријат своите злостојства, белите нивните помагачи, острана упорно ширеа гласови за револуцијата како крвожедна зверка, за болшевиците кои со уживање уништуваат луѓе и поседи, обседнати со деструктивна безумност, додека всушност страшниот воденички камен на белите и натаму немилосредно ги мелеше своите жртви. Колку подлабоко граѓанската војна ја поплавуваше Русија, толку повеќе растеше милионската скитачка војска од бегалци. Гласовите за доаѓањето на црвените ги истеруваа на патиштата семејствата на благородниците и белите офицери, капиталистите, војните шпекуланти, политичарите од крајни реакционери до меншевици.
Пред колоните на белите генерали и атамани се засомнуваа работнички активисти, интелектуалците определени за револуцијата, селанската сиромаштија, која најжестоко учествувала во одземањето и поделбата на благородничките поседи и ги примила советите како своја власт. Со бегалците се меша и луѓе едноставно повлечени од некој бран на страв, оние кои гладот ги раздвижи во потрага за храна, шверцери, скитници без цел. Поголем дел од бегалците никогаш не ќе се вратат во својот крај, многумина ќе го загубат животот од меч, куршум, глад и болест. Есента во 1918, далеко на западниот хоризонт, блесна надеж во брзиот крај на сиве овие тешкоти. Првата светска војна, дотогаш најголема од многобројните крвопролевања во историјата на човечкиот род, на крајот заврши. Мирот на запад во средината, на југ на Европа, може би како спасоносен бран, ќе се прошири и на исток од континентот и на север од Азија. Меѓутоа, многу поважно било тоа што се појави надеж, дека Советска Русија ќе придобие сојузници, силна подкрепа од надвор. Во Германија, во последните денови од војната избуна револуција на морнарите, работниците и војниците. Судбината на Романови ги стигна и Хохенцолернови. Уште едно царство престана да постои. Германија е прогласена за република. Се појавија многобројни работнички војнички совети, како во Русија во февруари. Изгледаше дека и Германија ќе доживее свој октомври. Основачите на Сојузот на Спартак, предходниците на Германската комунистичка партија, Роза Луксембург и Карл Липкнехт, веќе се тука во акција. Карл Липкнехт дури го објави воспоставувањето Социјалистичка република во Германија. Настаните, меѓутоа, ќе тргнат по друг тек. На крајот на Првата светска војна, револуцијата собори уште едно царство, Хабсбуршкото. Се родија нови национални држави, меѓу кои Австриската и Унгарската република. Во Будимпешта револуцијата не можеше да се запре. Пролетта во 1919 никна Унгарската комуна. Нејзина прва личност е Бела Кун, повратник од руско заробеништво, учесник во Октомвриската револуција. И тука се воспостави диктатура на пролетаријатот. Стравот се ширеше низ буржоаска Европа. Болшевизам на Дунав. Антантата побрза да се ослободи од тој кошмар. Работата за неа ја извршија унгарските соседи, во прв ред воените сили на буржоаско-благородничката Романија. Обштествените борби се разгореа и во Австрија, кралството на србите, хрватите и словенците, Италија. Долгот кон револуцијата се ширеше низ Европа како никогаш понапред. Рускиот октомври даде силен поттик и на една друга важна меѓународна појава – никна светско комунистичко движење. И покрај обрачот на смртта кој околу Советска Русија го стегаа контрреволуцијата и странските интервенти, се посилната работничка левица е решена да создаде нова меѓународна организација на пролетарска акција, откако војната ја уништи Втората интернационала. Во почетокот на 1919 во Москва се состана првиот конгрес на новата интернационала. Нејзин председател станува Зиновљев. По предлог на Ленин, партијата на болшевиците уште во 1918 година се нарече комунистичка. Ова име го преземаат или ќе го преземат левите работнички партии и групите што ја создале Третата интернационала. Во бурната иднина на оваа организација, светлината со време ќе се повлече пред сивата сила на Сталиновата бирократија. Но сега што туку родена, таа гори со топол сјај на вистинска верност кон работничката класа и кон новото општество. На што треба да служи, се прокламира без оградување, светска револуција. Од трибините на новата комунистичка интернационала, Ленин, како и многу други, тврди дека светската социјалистичка револуција веќе започна и престои брза победа. Уверувањето беше без вистинска основа. Брзата победа не и престојуваше ни на Руската социјалистичка револуција, која единствено ќе се одржи, но со надчовечки напори.
Падот на централните сили овозможи ослободување на Украина, Белорусија и поголем дел на Балтичките покрајини. Но кон крајот на 1918 дивизиите на Колчак им нанесоа тешки удари на црвените сили меѓу Урал и Средна Волга. На југ армијата на генералот Деников го освои плодниот Кубан и речиси ги уништи советските единици меѓу Азовското море, Кавказ и Каспиското езеро. Во пролета 1919 таа се упати кон север. На Дон, новиот трет козачки бунт в час ги сотре местните совети. Се закани опасност главните сили на белите да се спојат и здружени да тргнат кон Москва. Армиите на руската контрреволуција ги постигнува овие големи успеси во добар дел благодарение на засилената странска поддршка. Интервенционистичките трупи, кои под влијание на болшевичките идеи станале непослушни, се обидуваат да ги смират со специјални забавувачки реви, кои стигнуваат дури и до далечниот исток. Јапонците ќе останат таму се до јуни 1922 година. Но бидејќи барањата за социјални промени се јавија и во татковината, англичаните и французите започна евакуација во 1919 година. Списокот на подадените раце на гладот, заканувајќи се да ја задуши револуцијата, како што уште во 1917 година присакуваше рускиот магнат Јабушински, стануваше се поголем. Смртта масовно ги покусуваше од глад измачените луѓе. Залихата на пченица меѓутоа постоеше во многу села, особено во плодните области. Богатите селани кулаци ја продаваа потајно со големи цени или ја користеа за печење на уште поскапата водка. За да обезбедат прехрана на Црвената армија и за да ја поправат очајната состојба во градовите, советската влада прогласи кон средината на 1918 диктатура на снабдувањето. Селаните, во прв ред богатите, мораа да и ги испорачат на државата своите вишоци на производи. За тоа се грижеа посебни одреди за набавка, составени главно од вооружени работници, а им помагаа комбедите, новообразувани комитети на селската сиромаштија. Меѓутоа, овие мерки предизвикани со блокада и глад погодуваа голем број селани. Кулаците ги подбуснуваа против советите, нагризувајќи ја нивната приврзаност кон пролетарската револуција, што ги ослободи од благородничките искористувања и им ја даде земјата. Борбата за леб, зборуваше тогаш Ленин, е борба за социјализам, а не само за гол опстанок. Друга битка во која Ленин постојано повикуваше беше спротивставувањето на хаосот и безредието во индустријата и сообраќајот, растројство кое во земјата, растргнато од граѓанската војна и интервенцијата, нужно се зголемуваше. Силен поттик на работните напори им даде во пролета 1919 година еден разгранок на Московскиот железнички јазел. Работниците членови на партијата започнаа доброволно и без плата во сабота и во недела да ги извршуваат работите кои во редовно работно време не беа завршени. Таквите прекувремени работи се наречени комунистички саботници. Во нив учествуваа многу болшевички водачи. Комунистите работници со својот пример повлекоа многу вонпартици. Иако крајно изморени и изгладнети, ги надминуваа просечните работни резултати и со тоа позитивно влијаја врз индустриското производство и сообраќајот. Овде родената иницијатива брзо се прошири низ земјата на советите. Но граѓанската војна, се посилна и поразорна, не му дозволи на стопанството да закрепне. Во пролета 1919 година партијата на Ленин на својот 8ми конгрес бараше начин како да истрае пред Белоградескиот прилив. На Црвената армија, за да стане вистинска ударна сила на револуцијата, и беа нужни не само ентузијазам, маса луѓе и оружје, туку и воени вештини што ги стекнаа ретките револуционери. Троцки веќе ги користеше офицерите на бившата царска армија под строга контрола на болшевичките комесари. Тоа беше ризично, но неопходно, и Конгресот со многу напори го прифати ваквото решение. Прокламирана е уште една многу значајна одлука. Селаните од средните слоеви треба упорно да се привлекуваат кон работниците и нивната власт. Местните совети и партиските организации често со нив постапуваа како со кулаци,
оптоварувајќи ги со големи обврски, чие извршување го остваруваа со груба сила. Одлуката го попречи засилувањето на притисокот, на која беа изложени милиони селани од средниот слој, што ги смали изгледите на белите во руското село. Во октомври 1919 година Јуденич повтор пат се проби до Петроград. Истата есен ударните колони на белите напредуваа кон Тул, јужната врата на Москва. Ниедна бела армија дотогаш не се беше толку приближила до црвената метропола. Многумина се радуваа, верувајќи дека започна агонијата на руската комуна. Но, иако веќе многу изморени, црвеноармејските единици ги издржаа бесните налети на белите и под Петроград и јужно од Тул, а потоа во крвава борба го разбија противникот и го натераа на брзо повлекување. Втората годишнина на Октомвриската револуција Москва ја пречека со елан. Парадата на Црвениот плоштад во чест на оруженото востание во кој изникна Советската република беше и парада на победата. До крајот на граѓанската војна и странската интервенција се уште ќе има долги и тешки борби, но белите веќе никогаш нема да го загрозат срцето на Советска Русија. Ленин знаеше, тие не слават туку така. Подготвени се на нови жртви за да ја зачуваат револуцијата, за да изградат ново општество. Тоа го докажаа во текот на 2 тешки години, тоа ќе го докажат и натаму во следната воена година. Во 1920 година Црвената армија сосема ги разби колчаковците. Го одби нападот на буржуаско-благородничката Полска и ги острани белите од Крим, нивната последна поголема потпирна точка. Тригодишното војување со тоа главно заврши. Влегувањето на црвеноармејците во селата сега им донесе на нивните жители конечно чувство на улеснување. Истеран е страво дека утре од некоја друга страна ќе дојава колона од бели и повторно ќе го започне своето крваво оро. Ни тенковите повеќе не сеа страв, туку ги ораат руските ниви. Нив, како и 100.000 пушки, 1000 митралези, стотици топови, странските интервенти им ги испратија на белите, но подосна им припаднаа на нивните противници. Заради загубените милиарди, странскиот капитал потроши уште некоја милиарда, но сепак ја загуби војната со револуција. Под водство на Ленин, Советска Русија ги победи своите многубројни непријатели, но граѓанската војна однесе 7 до 8 милиони човечки животи. Материјалните штети беа огромни, стопанството разурнато во катастрофални размери. Голем дел од фабриките не работеа, гладувањето стана хронично. Ленин бара изглед со поттикнување на производството, макар и по цена на отстапки на буржуаската предприемливост. По потреба се роди НЕП, нова економска политика. Повторно е дозволена во граѓанската војна забранетата приватна трговија. На селаните веќе не им се одземаат сите вишоци, туку само дел, а наскоро тој натурален данок се заменува со паричен. На приватниците им е допуштено формирање помали индустријски предпријатија. Парите, потиснати во времето на граѓанската војна од директната размена и државното распределување на производите, се враќаат во стопанскиот живот. Дел заради овие промени, дел заради завршувањето на разумнувачката војна, започнува долго очекуваното закрепнување. Настапи моментот за конечно конституирање на младата држава на Советите, во сообразност со незиниот многонационален состав и прокламирањето политика на национална рамноправност. На Конгресот на Советите кон крајот на 1922 година е прогласено здружувањето на руските, украинските, белоруските, закавказските советски републики во Сојуз на Советските социјалистички републики. Подосна ќе се формираат и други сојузни републики.
Дел од управата и законодавството стана заеднички дел и им се препушти на членките на Сојузот. Низа помали народи и етнички групи добија своји автономни републики, автономни области и национални окрузи. Првата земја на новото социјалистичко општество, населена со припадници на 180 народи и националности, се конституира како најголема федерација на светот. Ленин ќе биде на чело само нешто повеќе од една година. Напорната повеќегодишна работа, особено истоштувањето во времето на граѓанската војна и последиците од атентатот го подкопуваа неговото здравје и можеби ја предизвикаа, а можеби ја забрзаа смртоносната болест. Кој ќе го преземе водството по Ленина? Сталин, од неодамна генерален секретар на партијата. Највлијателната личност во московската организација на болшевиците Камењев. Зиновиев, председател на Третата интернационала. Троцки, кој се уште е начело на победничките оружени сили на Советскиот сојуз. Ленин има сериозни замерки за секој од нив. Дури заклучува дека Сталин треба да се смени од функцијата генерален секретар. Веројатно и не помислува само на една личност на кормилото на партијата и државата. Неговата крајна порака гласи: со кормилото нека управува проширен, сложен централен комитет во духот на идеите на Октомври и вистински пролетарски интернационализам и братство. На 21 јануари 1924 заврши животниот пат на Владимир Илич Улјанов. Искрена жалост ги обзеде милиони луѓе во неговата татковина, а и многумина надвор од руските граници. Го нема големиот теоретичар на марксизмот и извонредниот практичар на револуцијата, вистинскиот народен водач со искрена скромност и едноставност, решителност, но не и груб, со многу идеи, но и реален, со цврсти убедувања, но подготвен и да ги признае грешките, заблудите, пропустите, длабоко верен на работничката класа, но неспособен да и ласка и да ја измамува. Затоа го ценеа, го почитуваа, го сакаа и го сакаат милиони луѓе низ целиот свет. Болшевичката партија, Советската држава, социјализмот во Советскиот сојуз останаа без човекот најспособен да ги чува битните придобивки на Октомвриската револуција и да ја води тешката и долга работа околу изградбата на новото општество. Уште додека болеста го истиснуваше од јавниот живот, дојде до спорови меѓу неговите соработници. По Ленин тие спорови се разгореа. Низ нив до функцијата на водач чекор по чекор се доближуваше Јосиф Висарионовиќ Џугашвили Сталин. Духот на Октомври нема да згасне, стремежот кон натамошни големи промени ќе живее и во иднина, но нивниот спроводник ќе стане личност која воспостави лична диктатура. Сталиновата автократија долго на тие промени ќе им удира личен, тежок печат. Уште додека Ленин беше жив, обновата на земјоделството значително напредна. Не само со отворање на вратата на приватната иницијатива, пробивот во големата индустрија, банкарството, сообраќајот и надворешната политика не е дозволен, туку и со напорната работа на трудбениците се постигна главната цел на НЕП – економско зајакнување, сигурен излез од стопанската катастрофа, во која Русија ја фрлија светската и граѓанската војна. Само за 6 години индустријското и земјоделското производство го достигна предвоеното ниво. Русија повторно го зазеде 5-то место на светската индустријска скала. Но на новото општество му беше потребна далеку посилна материјална подлога и нејзиното создавање наскоро ќе започне. Колективните имоти и општествените стопанства, создадени по Октомври, располагаа со малку земја и со низок процент учествуваа во општото аграрно производство. Селаните се ослободија од благородничкото искористување, но слободната трговија во времето на НЕП го зајакна слојот на кулаци кои на разни начини ги експлоатираа средните и ситни селани. Повторната диференцијација на селото беше цена за обнова на аграрот и за подобрувањето на снабдувањето на градските жители. Побогатите селани навлегуваа во местните совети, настојувајќи да ги прилагодат на своите интереси, што со загриженост констатираа партиските собири. Тој период на превирање нема долго да трае.
Наскоро по завршувањето на обновата, ќе дојде насилниот крај на селската буржуазија, како и на приватната предприемливост по градовите. На подрачјето на литературата во времето на НЕП бесне борба на струи како во времето на граѓанската војна. Леви фронт, Лев, футуристи и машинисти, Серапинови браќа. Јесенин повеќе го нема. До својот исто така трагичен крај Мајковски го исповеда своето кредо. Пролетерите доаѓаат до комунизмот од приземјата на рудниците. Срповите и длетата. Јас од небото на поезијата се фрлам во комунизмот, бидејќи за мене нема љубов без него. Многу уметници ја дочекаа револуцијата како голема шанса, сметајќи дека станува збор и за револуција во естетиката. Се уриваа не само старите политички облици, туку и до тогашните форми на културниот живот и создавањето воопшто. Василий Кандински, Казимир Малевич, Марк Шагал, големи имиња на светската ликовна авангарда, беа значајни и упорни носители на полето на културата во првите години на Советска Русија. Низ неповските превирања брзо созрева и новата уметност, филмот. Настапуваат храбри експериментатори. Джига Вертов, страстен поборник на чиста документарност. Сергеј Ейзенштајн, создавач кој одбележува нова епоха не само на советскиот, туку и на светскиот филм. Револуцијата за нив не е она што мора да се прими заради сметка, мода, опортунизам. Таа е нивна, тие не изслужат, туку ја изразуваат. Немирниот дух на овие творци едно известно време силно ќе ја поддржуваат струјата на новатори, филмски револуционери во Советскиот сојуз. Во гигантската борба за власт на советите, револуција, социјализам, учествуваа и стотици илјади странци кои се најдоа во Русија главно заради светската војна. Меѓу нив и над 30.000 југословени. Некои на таа борба и дадоа значителен придонес, многумина ги загубија животите, а многумина ќе го продолжат револуционерното дело и во својата татковина. Меѓутоа, и надвор од границите на Советска Русија, борбата за незиниот опстанок и идеите на големиот октомври се распространува и покрај интервенционистичките бариери. Англиските работници порачуваат подалеку рацете од работничко-селанската Русија. Со ова пролетаријатот не само што ја заштитуваше од далечената револуција, туку под негово силно влијание ја зајакнуваше борбата против собствените угнетувачи. Решително се бара зголемување на надниците, се бара дури и социјализација на средствата за производство, укинување на приватната собственост. Засилена и уште повеќе збогатена од доходните работи во текот на светската војна, англиската буржуазија со тенкови и војски им постави бариера на работничките барања. Во 1919 година многу бројни штрајкови ја потресоа и Америка. Повеќе од 4 милиони работници ги нападнаа профитите на буржуазијата, бараат да се прекинат американските интервенции против Советска Русија. Во Западна Европа капиталистичка класа им се спротивставува на револуционерните стремежи на работниците со вешто здружување на силата, демагогијата и услугата на социјалните реформисти. На југ во Европа, во Италија, револуционерните работници и селани се сретнаа со нова борбена реакција. Се роди фашизмот, движење на незадоволни заплашени ситни буржуи. Се појави противник на пролетаријатот и социјализмот, кој не се сопре на спречувањето на акциите за ново општество. Укинувајќи ги граѓанските слободи со систематска употреба на груба сила и фантазирање на масите, тој се стреми кон целосно уништување на работничкото движење. Фашистичкиот бес, монструозното дете на стравото од социјална револуција, се јави и надвор од Италија. Во Англија, порео следбеници на новата реакција се разби од зидот на традиционалната демократија. Во Франција на поголем број од буржуазијата исто така не и беше потребен фашизам. За спречување на работничкото движење таа ползува класични средства. Владеачката класа на советските држави се брани од будењето на пролетаријатот и влијанието на октомвриската револуција подрастично, со методи кои потсетуваат на фашизмот. Покрај државните оружени сили против бунтовниците настапуваат и организации на доброволни чувари на чист американизам, одреди од Американската лига и Ку Клукс Клан. Ширењето на социјалистичките идеи ги спречуваше и антицрвената хистерија, претходница на макартизмот. Светската буржуазија успеа да му се спротивстави на револуционерниот бран, кој го храбреше рускиот пример. Но со ништо не можеше да го уништи тој за неа омразен пример, ниту да ја згасне муграта на епохата на социјалистичка преобразба на светот, епохата што ја отвори големиот октомври.